Што може да прави Никола Груевски? Да прави нова коалиција или да прави нови избори? Бидејќи ако сега се такви резултатите у Грција какви што се, ако Грција полека се движи кон предвремени избори, и ако Караманлис и Дора Бакојани беа на некој начин најголемите од страна луѓе кои му дува во грбот на Никола Груевски со поволен ветар, тогаш може да се очекува дека ако таму падне таа десничарска влада, дека Никола Груевски би можел да се реши на истиот принцип да направи предвремени избори. Колку да ми е нереално тоа, колку да мислам дека ќе помине многу полошо од колку што помина 2008 година, што ви очекувате? Предвремени избори или нова коалиција? Значи, според калкулациите кои ги правиме ние во неврзаните разговори, ајде да речем поистакнатите членови на СДСМ, не исклучуваме можноста дека Груевски кога веќе еднаш направи едно изненадување, а тоа е по Букуреш да имаме предвремени избори, сега кога ќе свати дека драматично му паѓа рейтингот, да се фати за сламка и во четвртата година од своето владење, да побара евентуален спас и со една пресија да извлече подобар резултат од колку што би го имал на редовните избори. Затоа што очигледно мислам дека и него му станува јасно дека атмосферата не погодува на неговото популистичко владење и на очекувањата дека ќе може и понатаму да ги манипулира македонските граѓани. Што очекувате, господин Бучевски, кога повеќе би се плашал Груевски? Од можноста дека ќе мора да го реши проблемот со името на овој или на оној начин, од притисокот на албанците или можноста СДСМ повторно да стане мокна партија на политичката сцена? Јас најмногу мислам дека Груевски се плаши од тоа да го реши проблемот со името. Дури може би изгледа вака сака ли да го реши воопшто? Во овој момент и преоптимистички од мене, дури мислам дека би бил и посреќен да изгуби на избори и да не го реши проблемот отколку да мора да го реши проблемот до крајот на годината под притисок на меѓународната заедница, албанскиот фактор во владата и надвор од владата и веќе опозицијата која ќе биде мислам во доволно силна кондиција да пружи сериозен отпор и во јавност и на терен. Господине Гордан, имам чувство дека СДСМ има многу слаб капацитет коалиционен во моментов, а дека ВМРО е безмалку раскаран со сите во државата и надвор од државата. И ние имаме сега судар помеѓу две партии кои нема што друго да направат освен со сите сили да победат на следните избори. Бидејќи ако не победат, тоа значи сериозен пропаст на едната од нив. Да, за вториот дел од вашата констатација согласувам потполно, за првиот дел потполно не согласувам. СДСМ има, мислам дека никогаш немал поголем капацитет коалиционен. Особено зборувам во албанскиот блок. Од мене почнувам. Никола Груевски вели следната дека ВМРО ДПМН СДСМ сака да го порази со коалиција на истрошени транзициони политичари, тука ги набројува, не знам, Лјупчо Ѓоргиевски, Мендов Тачи, Бранко Царенковски, Љубе Бочковски. Ако ви е тоа коалиционот капацитет, тогаш се согласувам дека сум бил во грешка. Сега ќе ви кажам, Великов принципиелниот став е дека ние не сме во коалиција со ниедна партија, со ниеден политички лидер, но немаме никаков комплекс и никаков проблем да бидеме во коалиција за доброто на државата. Во однос на албанскиот фактор, ВМРО да промене перманентно тера политика како да ги заборава дека во Македонија постојат 30% безмалку албанци. Па добро, Имер Салмани веќе сака да коалицира со Никола Груевски. Джевата Дени во изјавата што ја дава во денови во медиумите вели можеби е предоцно ова што СДСМ сега го прави. Значи ни албанските партнери не веруваат премногу во враќањето на СДСМ, освен можеби Мендов Тачи. Ајде да го почекаме малку СДСМ да ги покаже новите капацитети и да видиме како ќе се развива тој коалиционен капацитет, особено во однос кон албанскиот фактор. Господине Гордан, дали ваков како што е сега СДСМ може да го порази Никола Груевски во ВМРО на следните избори и кога ги очекувате тие избори? Значи не би спекулирал кои изборите, бидејќи стварно тоа ќе биде калкулација политичка, најбрутална политичка калкулација на Никола Груевски. Ние го правиме тимот и влегуваме со полн ентузијазам за да ги победиме следните избори. И тоа да не биде тесна победа како што велите вие, него да биде голема победа. Никола Груевски сака да ги врати изгубените гласови. Значи тоа имаше некаде околу 307.000 на советничките листи на локалните избори. Сега се најава коалиција, не знам, со СДУ на Лазе Еленовски, се најава коалиција со Подем на Живко Јанкуловски. Тоа значи дека некаде околу 40.000 гласови Никола Груевски сака да врати назад во однос на парламентарните 2008 година. Значи да ја чека СДСМ на следните избори со најмалку 350 од 380.000 гласови. Тоа е добра математика на Никола Груевски. Па тоа е добра математика, но таа математика не му функционира бидејќи се работи за одлив на гласови кои што биле од досегашните 350, не од новите на Подем и на Лазе Еленовски, кои што се сепак маргинални. Зборувам за реално одливе на гласови, каде што тука ќе го спомнувам Љубе Бошковски, и спомнувам албанскиот фактор кој што не е за потценување во една поширока констелација и го спомнувам се разбира новото СДСМ.
од кого повеќе се плаши Никола Груевски, од враќањето на Бранко Цренковски во СДСМ, од можното решавање на проблемот со името или од можните протести и недоразбирање со албанците во рамките на власта? Ке може ли ДУИ долго да издржи? Бидејќи во ДУИ има три структури, едната структура која сака брзо излагање од власта, другата структура која се нечка и третата структура на командантите кои не би се вратиле по селата и по планините, туку би сакале да крцкат од тој владин колач ако може колку може подолго. Ке има ли сила ДУИ да излезе од власта и можно ли прв пат во македонската историја две албански партии да бидат во владината коалиција? Многу е тешко ДУИ да го издржи овој темпо сегашен без некои подраматични потреси кај нив. Мислам, внатре, најверојатно лекцијата, ја мислам, секоја партија која си има добар резон, лекцијата од гостивајтетови председателски избори е доволно сериозен индикатор дека нешто многу што не чини. Значи, ДУИ треба да е свестен тоа. За да влезат во акција, мислите? Колку време им треба за да го сватат во каква позиција тие се наоѓаат, тоа е нивно. Меѓутоа, јас мислам дека секој што има елементарен политички резон е свесен дека ДУИ не може повеќе вака да продолжи. Ке игра ли Бранко Цренковски на тоа незадоволство во албанскиот политички фактор? Веќе Бранко Цренковски има две фази. Првата фаза која безмалку ја сомале ПДП и на некој начин ја истисна од политичката сцена, и втората фаза која силно инвестираше во ДУИ. Значи Бранко Цренковски дали е можно да има во наводници поголем коалиционен капацитет меѓу албанците отколку што има Никола Груевски. Не збориме сега е апсолутно капацитетот на Груевски многу поголем, збориме на еден среднорочен план. Видите, Бранко одигра многу лошо со ПТП. Потоа се ја научи лекцијата и ја играше екстремно во друга крајност со ДУИ. Сега мислам дека ќе го најде таа средина што е потребна. Меѓу една работа Бранко што кажал пред 10 дена јавно во однос на наводно фаворитот кај албанскиот дел, беше многу децидна и таа изјава одика многу позитивно кај албанците, дека тој нема фаворит кај албанците, дека фаворитот ќе го определат гласачите. Тој прв пат некој македонски политичар кажува нешто што има голема важност кај албанците. Никола Груевски не е во неформална коалиција, Бранко Цренковски, Лјупчо Георгиевски, Љубе Бошковски и Мендух Тачи. Имам чувство дека се обидо во еден кош да ги стави сите во наводници транзициони политичари во Македонија и да каже дека единствено тоа е таа чиста опција која може Македонија да ја внесе во НАТО и ЕУ. Колку е тоа абсурдно, меѓутоа таа теза веројатно ќе ја промовира и ќе ја пласира во јавноста преку сопствените медиуми. Мислам дека тој целта му е да ја сатанизира можда да таква коалиција, особено да ја дискредитира партијата на Бошковски. Се плаши од Бошковски реално? Па најверојатно затоа што било колку гласови да зема, сепак тие гласови може да биде одлучувачки во однос на која ќе биде наредната коалиција. Во споредба со ланската година Груевски изгуби помеѓу 140-160 илјади гласови и тој пробува да ги врати тие гласови, пробува да направи некоја коалиција со Лазе Еленовски, претпоставувам и со подем на Живко Јанкуловски, кој тежа некаде околу 35 до 40 илјади гласови, околу 20 илјади гласови зема Владо Голубовски со Страшо Ангеловски, некаде околу 40 до 45 илјади гласови му зема Лјупчо Георгиевски и дел од тие гласови од 480 идоа, не знам дали ке ЛДП, дали ке НСДП или ке СДСМ, кои за околу 40 илјади гласови го зголемија својот скор во однос на 2008 година. Груевски сака да ја стегне таа коалиција и да ги врати тие гласови, иако оди на следни избори да не биде под 350 до 360 илјади гласови, веројатно тоа е она некоја стратешка точка негова. Прво, анблок, тие гласови како локални избори не значат ништо. Затоа што во локалните избори секогаш имате структура која ги кандидираат, кои имаат фамилии, семејства, пријатели и ред други. Значи, ако се кандидирате за парламентарни избори, ни 10% не може да ги соберете тие гласови кои ги може да ги соберете во локални избори. И јас мислам дека многу што Меѓутоа Груевски се плаши од тој одлив на гласови, тоа очигледно. Не само поради Љубе Бошковски. Ама Груевски не знам што не се плаши. Па да, кога седнете да анализирате, од име до презиме све се плаши, да. Така. Тоа е така. Што може и да направи овој СДСМ? Дали овој СДСМ може да порази Никола Груевски? Вака редефинира минатата недела во Охрид. Повеќе објективните ситуации и состојби кои ги створи самиот Груевски ќе го рушат колку СДСМ. СДСМ само ќе се ја користи ситуацијата и најверојатно ќе се мобилизираат колку што можат, но реално многу што тоа што саделе тие цело време 3 години, сега ќе се види дали ќе никнат или ќе пропаднат. А големи шанси да пропаднат.